Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, пред нас се наоѓа извештајот за работата на Судскиот совет за 2021 година, а веќе сме 15 март 2023 година. Но не се би продолжил да говорам на оваа тема. За време на досегашното владење на СДСМ никој од нивните функционери не одговара за криминалите што ги прават. Паѓаат ситни риби последниот период за да замачкаат очи на јавноста и да го скријат криминалот кој што го прават нивните функционери. Од 2017 година па се до денес сите криминалци во Република Македонија, дилери на дрога, наркобосови имаат слика со функционерите на СДСМ. Од ветените реформи во судството граѓаните добија само лаги, криминал и корупција и пресметка со истомислениците преку судот, монтирани случаи лично од штабот на СДСМ, каде што се избираат судиите за подобни и неподобни. Имено ќе потсетам за македонската јавност на овој ден пред 4 години, 2019 година, Добрина Кацарска како на митинг на СДСМ изрекуваше пресуди за македонските уставобранители од вкупно 211 години. Луѓе кои што биле полициски службеници, кои што учествувале во заштитата на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, луѓе кои што си ја сакат државата, кои што се патриоти и кои што све што тогаш говореа испадна дека е вистина, се осудени на 211 години затвор. Истиот тој судски совет, джелатот кој што ги осуди овие луѓе, го предложи и назначи за уставен судија. На хартија постои прочистување, но во пракса продолжува партискиот камшик на СДСМ за обвинителството и судството. Обвинителството и судството во Република Македонија се највлијателни политички институции преку кои што власта врши притисок за да ја турка својата агенда. Денес сите овие суди, Сваровски, Трастрас судиите се најверни слуги на Зоран Заев и СДСМ. Сето она кое досега се случи, а представува прочистување во судството, всушност е ветер и магла. Со новите методологии кои што ги воспостави пред некоја година СДСМ за избор на нови послушни суди и обвинители, гледаме дека работат само под политички диктат. СДСМ продолжува да се меша директно во судските реформи. Откако дојдеа на власт, председател на Советот за реформи во правосудството беше Зоран Заев, човек кој што аболициран за криминал од 8 милиони евра, човек кој што джелатот Кацарска го спаси од предметот пуч, го спаси од предметот 1 евро за висето, 1 евро за црквата, кој што цела македонска јавност на видеоматеријал виде како се бара провизија, па дури брат му да беше обвинител или судија, срам ќе му беше да го ослободи. Од членовите на партиско-судскиот совет кој ќе избира подобни суди и обвинители, издвојуваме досега омилениот председател на Совет, кој што е потпишан ново извештај, кој што сега го разгледуваме, Павлина Црвенковска. Во 2017 година е поднесена иницијатива до Судскиот совет за утврдување факти и одговорност од невладени организации кои ги следат состојбите во правосудството. Две лица од Судскиот совет кои што никогаш во животот не работеле како судии, ама затоа имаат фамилиарно партиски функции во СДСМ или се предложени од председателот Стево Пендаровски. Сопруги на поранешни контроверзни функционери од СДСМ, како и на локален партиски функционер од Струмица и близок пријател и соработник на Зоран Заев. Лица против кои постоеле истраги за проневери на стотици илјади евра со барање за притвор. И контроверзно избрани лица на функции кои немале против кандидат. Понатака, тогашниот министер Марикич и самиот призна на пресконференција дека тие учествувале во подготовка на методологиите и начините за прочистување на суди и обвинители. Тоа значи дека ќе се избираат и понатака подобните кои ќе треба да им служат на желбите на власта. На овој начин СДСМ директно удира врз независноста на судскиот систем, кој останува предмет на политичко мешање од најсрамен вид, што всушност неколку пати и Стејт департментот во своите извештаи наведе дека судството останува подложно на политичко влијание и мешање од страна на извршната власт. Де јуре во Република Македонија власта треба да биде поделена на судска, извршна и законодавна,
но тука е затоа судскиот совет да се погрижи тоа да не биде така, избирајќи суди и јавни обвинители согласно желбите на извршната власт. Со непрофесионалниот избор на лица во Советот, кој ќе ги проверува судиите и обвинителите, се руши професионалноста и интегритетот на огромната група суди и обвинители кои честно и по закон си ја вршат својата работа. Во Република Македонија мора да завладее правото и правдата. Требаш еднаш за секогаш да изградиме независен систем на критериуми на заслуги, мерливи критериуми за утврдување на одговорност на судиите и јавните обвинители. Суд и обвинителство кои ќе бидат еднакви и праведни за сите, а не само за богатите и функционерите на власта. Овој транспарентен и објективен систем нас како држава ни е потребен за да можеме да зборуваме тука за правосудна независност и за пат кон Европската Унија. Но тоа не може да се случи се додека власта се меша во судството, диктира судски пресуди, затвара неистомесленици, гони новинари и измислува кривични дела. Покрај овие дела кои што ги споменав, зошто обвинителството, еве ќе запрашам пред сите, не покрена истрага, каде завршија парите од рекет кој што Бојан Трнајска јавно кажа дека завршиле кај Зоран Ивице Заеви. Сега последниот случај гледаме дека се одложуваат судења за функционерите на СДСМ, за поранешниот генерален секретар кој што била нарушена неговата психичка состојба. Јас не се ситам на тоа може би навистина така, но треба да се провери дали тој кога крадел и ги носел одлуките ја имал истата таа состојба како и денес. Рашковски, кој што е другар на Зоран Заев, како што експресно беше ослободен од притвор, додека оние кои што се неправедно осудени, кои што се изучуваат на универзитетите во светот, за пример како извршната власт се меша политички, за пример како се врши притисок, за пример како не треба. Судскиот совет и судството во Република Македонија се еден пример како не треба да функционира една држава и судскиот систем. Што поскоро треба да ги исполниме критериумите кои што од нас ги бара Европската Унија. Буквално да не загрижи она кој што секоја година го нотира State Департментот во своите извештаи. И веќе да прекинеме како држава да штитиме функционери кои што се високо позиционирани и конечно да завладее правдата во Република Македонија, затоа што државата од ден во ден не се празни се повеќе и повеќе. Судството и обвинителството имаат само 4% доверба од граѓаните на Република Македонија. Па тоа не е сигурно така затоа што добро работите. Тоа е така затоа што воопшто не си ја вршите вашата работа. Ова ќе биде променето за една година, кога навистина ќе има вистински реформи во правосудството, во јавното обвинителство и во судскиот систем, и кога сите криминалци, конечно без разлика на својата политичка партија, висока позиционираност, оние кои што се грешили ќе бидат буквално изведени пред лицето на правдата. Благодарам.